Следуваат вести на Слободна ТВ. Директорите на јавното предпријатие Градски паркинг Бојан Христовски на депонијата Дрисла и Јане Мицевски кадри на ВМРО ДПМН денеска поднесоа оставка од функциите. Оставките следуваат откако градоначалничката Арсовска вчера од функција го разреши ВД директорот на Водовод Златко Перински, поранешен шеф на кабинетот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, оти се сомневала дека го мести тендерот за пречистителна станица. Како што наведуваат во нивните фејсбук статуси, се заменуваат од функциите, бидејќи градоначалничката Данела Арсовска била незаинтересирана за град Скопје, не била достапна за нив, не можеле да реализираат многу проекти и таа повеќе се бавела со хајки и пресметки отколку со потребите со градот. Откако директорите објави дека си поднесле оставки, Арсовска напиша статус на Фејсбук во кој вели дека таа им рекла да дадат оставки или ќе бидат разрешени, оти несоодветно работеле, не испорачувале резултати и не ги почитувале насоките на градот. Енергетската стабилност и диверзификацијата на извори за снабдување со енергенси се во фокусот на денешната средба на македонскиот и грчкиот премиер Ковачевски Мицотакис во Атина. Двајцата премиери констатирале дека регионалната соработка е од големо значење со особен акцент на важноста од соработката во енергетскиот сектор, за која се согласиле дека има голем потенцијал. Скопје и Атина се согласија најдоцна до 2024 година да има снабдување со газ од Грција за Македонија. Северна Македонија е на 42-то место на смртност на листата на ЦИЕ во рангирани 229 држави во светот. Земјата има коефициент 9,61 смртни случаи на 1000 жители годишно. Според листата на ЦИЕ, убедливо на прво место во светот по стапка на смртност е Србија со коефициент 16,39. Во првите 10 места покрај Србија се и Романија, Литванија, Летонија, Бугарија, Украина, Русија, Естонија, Белорусија и Хрватска. Сите овие држави се од Европа, затоа истата група зазема и првите 10 позиции на листата на европски земји со најголема смртност. Од земјите од поранешните југословенски републики се Хрватска на 10-то место, Словенија на 28-то место, Црна Гора 30-то, а Босна и Херцеговина на 32-то место во светот. Уставниот суд утре ќе расправа за законското решение за работа во недела, откако за тоа иницијатива поднесе Стопанската комора на Македонија со образложение дека тоа носи нееднаквост меѓу граѓаните. Во иницијативата се наведува дека ден на неделен одмор може да биде било кој ден во неделата, дека е утврден и додаток на плата за работа во недела во износ од најмалку 50% за секој час поминат на работа и од тие причини е дозволена нееднаквост на граѓаните пред законите. Во иницијативата се содржани наводи дека со ова законско решение работодавачите од забранетите економски дејности, како неметалните минерални производи, се ставени во нееднаква правна положба со работодавачите од економските дејности на кои им е дозволено да работат во недела од аспект да остваруваат приходи и добивка. Најмалку 49 ерменски војници загинаа во нападот кој азербеџанската армија утринава го изврши долж заедничката граница. Ерменскиот претседател Никола Пашинијан ги повика претседателите на Русија и Франција Емануел Макрон и Владимир Путин и американскиот државен секретар Ентони Блинкен да реагираат на агресијата на Азербеџан. Русија соопшти дека веќе посредувала во конфликтот и дека е постигнат прекин на огнот меѓу Ерменија и Азербеџан. Ерменија и Азербеџан со посредство на Русија во ноември 2020 година потпишаа мировен договор по поразот на ерменските сили во 6-неделната војна за Нагорно Карабах, при што загинаа повеќе од 6500 луѓе. Со тој договор Ерменија загуби контрола врз делот од Нагорно Карабах и околните области. Турција обвини Ерменија дека го провоцира Азербеџан. Шефот на турската дипломатија Чавушоглу оцени дека наместо провокации Ерменија треба да се фокусира на мировните преговори и соработка со азербеџанската влада во Баку. Тоа беше се за овие вести.